Во лето, кога школството мирува, младите се повеќе го користат да заработат некоја пара во развиениот капиталистички свет. Токму затоа сите со нетрпение бараат информации каде и што може да се работи и колку може да се заработи. За сите нив еве неколку информации кои може да им користат. Во Финска, например, се заработува од берење јагоди, во Грција се берат маслинки или грозје, а во Швајцарија и Германија се работи на лозје или се бере грозје. Потоа може да се работи на брод, келнери, кувар во Црна Гора или собарки во Америка. Заработките се различни и зависат од висината на дневниците и условите кои им се нудат на работниците, како сместување, храна, осигурување, и се разликуваат од земја до земја. Различни се искуствата на оние кои се обидели на ваков начин да заработат. Дел од нив велат дека за 3 месеци може да заработат и по 5000 евра, но има и такви кои били измамени и не заработиле. За собирање јагоди во Финска, девојка за 3 месеци заработила и се вратила дома со 5000. Берењето јагоди во Финска се плаќа по 2,8 евра по килограм, а за малини 4 евра по килограм. Во Црна Гора месечната плата на келнер е 500 евра, а во Грција за истата работа се добиваат 700 евра месечно. Работата пак на плантажи во Грција се плаќа по 25 евра. Чувањето деца во Австрија и Германија се плаќа по 200 евра неделно, додека пак работата на сточарската фирма во Швајцарија се плаќа по 21 швајцарски франк дневно со храна и сместување. Во Германија во периодот на бербата на грозје на винските плантажи во Јужна Германија се плаќа по $25 на ден. Во САД, например, собарка во хотел добива по $7 на час, келнер $8 на час, чувар на плажа $9 на час, помошник или преселби $13 на час. Чување деца во САД се плаќа по $150